Facebook групата. Немаме бевале. Представи, изложби. Почитувани любители на уметноста, добродојдовте на самостојната изложба на нашата колешка Валентина Тасевска, насловена Традиционални вредности. Изложбата е дел од годишната програма и истата е поддржана од Министерство за култура и туризам на Република Северна Македонија. Валентина Тасевска е родена и живее во Гостивар. Таа е сопруга и мајка на 2 машки деца. Таа по професија е дипломиран економист и е вработена во Национална установа Центар за култура Аслом Гостивар. Но вечерва Валентина пред вас се представува како професионална уметница која хобито го развива со години до некој ниво на уметност. Филигранската изработка од срма представува значаен дел од македонската културна традиција. Низ нејзините дела се гледа врската помеѓу минатото и сегашноста, занаетот и уметноста. Денес современи уметници како Валентина ја продолжуваат оваа традиција, комбинирајќи го старото со ново. Нивните дела се полни со символика, емоција и светлина. Жените од Гостивар и другите краеви на Македонија ја пренесувале и ја зачувале со фанатизам од генерација на генерација, вложувајќи љубов и трпение во секој детал. Делата што се пред вас носат порака, историја и емоција. Сега збор ќе им дадеме на рецензентите Александар Михајлович и Билјана Кузмановска. Поведете.
поврзување. Уметноста на Валентина Тасевска представува ретка и поетска синтеза на традиција и современ израз. Работејќи со црма, што бара голема прецизност и трпение, таа го оживува древниот филигран, но го претвара во современ визуелен јазик, што говори за светлина, структура и духовност. Секоја нејзина композиција е резултат на внимателно ткаење на линијата и празнина, каде што црмата не е само материјал, туку и медиум, преку кој се изразува ритмот на мислата. Црмата во рацете на уметникот станува метафора за поврзување помеѓу минатото и сегашноста, занаетот и уметноста, материјалното и етеричното. Во некои композиции црмата се распределува во геометриски структури што потсетуваат на архитектонски планови. Во други линиите се разлеваат слободно, како да следат импулс на дишење или движење на звук. Особено впечатлива е материјалната поетика, што уметникот ја постигнува. Комбинација на прецизност и суптилност, на студена метална материја и топлина на човечки допир. Тоа е уметност што не вреска, туку шепоти, која бара наблюдување, тишина и чувствителност. Со ова дело Валентина Тасевска го продолжува диалогот меѓу традиционалниот занает и современата уметност, покажувајќи дека линијата од црма може да биде истовремено и нишка на наследство и жива жица на современо твориште. Благодарам. Македонскиот бес е уметничка креативност изразена преку тенка жица со филигранска изработка за која ние гостиварчанки веруваме дека е стар преку 2500 години. Денес сите сме свесни како на нас влијае дигитализацијата и модерното општество, но може и да се каже дека посебно е чувството кога се допира рачната изработка, која самата по себе со својата условно речена несовршеност раскажува цели животни приказни. Приказните за секоја везилка посебно даваат почит на секоја жена рекотворка, која ја внесува душата во својата изработка. Една од нив е и Валентина Тасевска, родена и живее во Гостивар, вработена во Центарот за култура Гостивар, дипломиран економист, таа е и сопруга и горда мајка на 2 машки деца. Денес Валентина ви ја представувам како вистинска професионална уметница, која своето хоби го развива со години до ниво на уметност. Незината посветеност кон уметноста произлегува од традицијата која таа ја негува години наназад. И токму таквата незина посветеност ја прави посебна. Валентина вечерва ни ја изложува оваа незина нова збирка на филиграни од црма, кои се создадени со љубов, трпение, посветеност и висока свесност за светоста и долговечноста на традициите. За важноста по зачувување на истите, што таа ги прави преку овие уметнички дела. Незините дела се уникатни, ретки и препознатливи, инспирирана од традицијата и негувањето на културното наследство во Македонија, со мотиви од најбогатите историски култури, традиција, фолклор на македонскиот народ. Истите се составен дел на македонската носија. Па така, во незината изработка ќе пронајдете мотиви и украси во вид на крст, прети, пеперутки, брошеви, обетки и слично. Денес е ретко ценета рачната изработка на нашата земја, но љубовта на македонската жена кон домот, кон своето семејство и кон традицијата од секогаш ја преточувала во нови форми на рачни изработки. Вале во оваа изложба ни се представува со своите посебни изработени уметнички форми на така наречени филиграни од црма, кои имам чувство дека си имаат свој процес на ревитализација и свој почитувачи, барем во последните неколку децении. Делата се изведуваат во различни форми и димензии, Вале употребува црма не само од сребро и злато, туку и во други бои. Делата изложени на оваа втора изложба ги изложува за понатаму истите да бидат ставени на продажба. Ништо посебно и ништо посебно нема на македонската жена, отколку гордо да ја покаже својата рачна работа, која самата, како најголем свој критичар, ќе каже дека е добра. Затоа, со полно срце и емоции, посакувам на Вале уште многу креативни моменти.
на самиот крај ќе ја замолам Валентина да ни каже нешто повеќе како уметноста може да биде жива од рацете на една жена. Да ви се заблагодарам за вечерашното присуство, што ме удостоите со вашето присуство, да им се заблагодарам на Билјана и на Александар за убаво напишаните, односно кажани зборови, и на моите колешки и колеги што ми помогнаа за вечерашната изложба. Јас со рачни ракотворби се занимавам повеќе од 15 години, иако 2 години или 3 така во време на ковид кризата малку абстинирав, меѓутоа сепак се вратив на работата и ракотворбите. Јас по професија, како што знаете, сум сметководител, меѓутоа тука си го наоѓам својот мир, затоа што оние што работат рачни ракотворби знаат дека работата со рачни изработки бара многу трпение, љубов, време и смиреност на душата и на телото, односно на раката. Посебно, изработката со срма е многу тешка, затоа што срмата се работи само на дневна светлина. Многу е тешко да работите под светло, затоа што дава одсјај. И секогаш, кога еден креативец, да кажам, че мисли дека направил некои добри или големи дела, сепак сака да се пронајде во нешто ново. Така ја во последните 2 години почнав да ги работам и овие ракотворби на накид од епоксидна смола. Имам одржано неколку изложби, ова е втора, како што кажа колешката, меѓутоа прва поголема и самостојна, затоа што имам изработено по околу 100 дела, овде вечерва ви се представени 31 моја изработка. Првата изложба ни беше како дел од проектот на Културен бран во 2014 година, потоа имав изложба во Кинотека на Република Македонија и во Домот за култура во Кавадарци. Би сакала малку да позборувам и околу куклите, значи тие не се само моја работа, тука учествувавме 7 жени. Тоа беше проект на Културен бран, меѓутоа во договор со жените учеснички сакавме повторно тие да бидат видени. После, да кажам, 11 години како му иде, затоа што представуваат навистина едно зачувување на македонската традиција. Сите оние кукли се изработени од автентични материјали, од оригинални материјали. Носиите се правени во минијатура, што е доста тешка работа и работевме подолг период. Секоја од тие 7 жени беше задолжена за посебен дел од носијата, а исто така имаше и умешност кај што требаше на крајот да се облечат тие кукли, што многу малку жени, мене во тоа ми помогна мојата покојна војна, за да можат сите да се видат сите детали на носијата. За крај би сакала да ги охрабрам сите оние кои што творат, кои што се занимаваат со рачни ракотворби, кои што се занимаваат со секаков вид на аматеризам во културата, дали е тоа пишан збор, музика, ликовна уметност или било што, ние како центар секогаш сме отворени да ги реализираме нивните замисли и да им помогнеме да си направат или вакви изложби, или некое дело да си отпечатат, да создадат било што. Толку од мене, ви благодарам уште еднаш за посетата и ве поканувам на еден коктел да се подружиме. Изложбата ја прогласуваме за отворена и поведете, уживајте во